Добро вечер и Божи благослов се разбира, почитувани слушатели, вие кои што оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината. Сакам да ве поздравам во името на Бога и сакам да ви посакам благослов Божи. Се разбира, мојата молитва е да Господ на вистина секојдневно ја пројавува неговата благодат и неговата милост кон сите нас. Оно што е многу битно и оно што е многу важно, оно што за нас е важно и битно, а тоа е дека Бог се уште ја има отворено и ја држи отворено вратата на милост за секого еден од нас. Оно што поучува Словото Господово е тоа дека една ден вратата на милоста се разбира ќе биде затворена. Затоа, додека оваа врата на милост е отворена за нас, ние можеме да влеземе во Царството Божјо, се разбира преку Исус Христос. Не преку наши собствени дела, меѓутоа преку Исус Христос. Библијата вели дека нема ниеден добар за да може да влези во Царството Божјо, а да не му треба Божјиот Син Исус Христос. Нема таков. Библијата многу јасно и гласно зборува дека ние сите сме грешни и дека ние сите отпаднавме од славата Божја. Затоа Бог го испрати својот един роден син, да секој што верува во него не да погине, но да има живот вечен. Исус вели секој кој верува во мене и да умре, ќе живее. Имаме, почитувани слушатели, огромна понуда, совршена понуда која доаѓа од самиот Бог. Бог знаел дека човекот нема таков капацитет, нема таков можност да може сам да си обезбеди живот вечен. Па затоа тој презел чекори или мерки, за да може човекот да се спаси, а не да биде вечно одвоен, се разбира, од Бога. Почитувани слушатели, зборуваме за големите прашања за животот, за нашите животни прашања. Од каде сум, зошто сум на светот и каде ќе одам, се разбира, после смртта. Тоа е многу важно да го знаеме сите ние. Затоа сакам да ве замолам во името на Господа да размислувате за овие прашања и кои што длабоко верувам дека и тоа како ќе можат да ни помогнат овие прашања, за да можеме, се разбира, да донесеме одлука во нашиот живот. Или ќе бидеме со Бога, или ќе бидеме вечно одвоени од Бога. Почитувани слушатели, ако зборуваме за изборот нам денес ни е даден на секого еден од нас. После смртта, тој избор кој Бог ни го дава, нас ни е земен. Ние повеќе немаме избор кога ќе се преселиме од овој свет. Нашиот избор не постои поќе. Затоа, сега тука, додека сме на оваа земја, е нашата, се разбира, шанса. Како што реков, зборуваме за клучни и важни прашања. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде после смртта. Зборуваме за третото прашање, каде после смртта. Може би дискутират и по оваа прашање, најчесто пати луѓето дискутираат и се заплашуваат, затоа што оваа прашање влева една одредена доза на страв кај секого еден од нас. Но Библијата и по оваа прашање е многу јасна. Во Евреите, како што и минатата емисија напоменав, дека смртта не е крај. Еве што ни е запишано во посланието на Евреите 9 глава 27 стих, како што им е на луѓето определено да умраат еднаш, а потоа на суд. Еве ќе отвориме во книгата на Проповедникот и ќе видиме во 8 глава кој е тој кој што има власт над судниот ден, дали поточно над смртта, на смртниот час. Дали има некој кој може да ја запри смртта, дали има некој кој има власт. Исклучиво ќе го тргнеме на страна Бог. Меѓутоа, од нас луѓето, дали имаме еден таков капацитет или една таква власт? Еве книга на Проповедникот, 8 глава и 8 стих. И еве што вели. Ниеден човек нема власт над духот, за да го задржи духот,
нема власт над смртниот ден. Нема избавување од таа работа, ниту безбожникот ќе го спасат неговите лоши дела. Почитувани слушатели, значи нема спас едноставно од сето тоа. Затоа и треба, се разбира, да бидеме внимателни. Немаме власт, немаме капацитет, немаме ние таква можност. Всушност ние не располагаме со таква можност, со еден таков капацитет, каде можеме да ја соприме смртта, каде ќе имаме власт, се разбира, над неси. Ние читаме во Библијата дека Бог е тој кој има власт над смртта. Да ви дадам еден добар пример. Исусовиот пријател Лазар, кој беше 4 дена мртов, Исус го воскрснува, го враќа во живот. Зошто? Затоа што самиот Исус е животот и тој има власт и тој има, се разбира, капацитет. Почитувани слушатели, зборувавме за многу важни работи и напоменавме минатата емисија, па дури и претходните емисии, доста многу битни и многу важни работи, кои верувам дека ќе ви помогнат на сите вас. Една многу важна работа е дека не смееме да заборавиме дека ние ништо не сме долени на овој свет, ниту ќе можеме нешто да однесиме. Затоа не би требало да се залажуваме, туку да живееме еден нормален, богоугоден живот пред Господа и пред луѓето. Не заборавајте дека ние тука, на овој свет, сме само патници, поминувачи или, како што најчесто пати говориме, дека сме гости. Ние не сме дома. Ние сме гости или поминувачи. Кога ќе бидеме кај Бога, тогаш ние ќе можеме да бидеме, се разбира, дома. Но Бог не предупредува. Бог не предупредува сите нас. И видовме неколку битни и неколку важни работи, се разбира, кои ни се запишани во Светото Писмо. Видовме како Бог ни на кој начин, се разбира, тој сите нас не предупредува. Но дали ние го слушаме Божјото предупредување, тоа е сепак една сосема друга работа. Тоа е лична работа и затоа би било убаво секој еден од нас да размисли добро за сето тоа. Видовме како Бог го предупредува првиот човек Адам. Тоа го видовме во книгата Постанок, 2 глава, 16 и 17 стих. Изборувавме дека овој систем е Божи систем, систем кој можеме да го видиме низ целата Библија, како Бог, оние кои што тој ги сака, ги љуби, ги предупредува, укорува, па дури некаде во Библијата ни е запишено дека оние што Бог ги сака, нив па и ги кара. Затоа Бог од љубов кон човекот, кон Адам, Бог го предупреди, се разбира, Адам. Во книгата, како што кажав, Постанок, во 2 глава, еве како Бог, се разбира, го предупреди првиот човек Адам. И што вели Словото Господово? И му заповеда Господ Бог на човекот велејќи, од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото на запознавање на добро и на зло. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него и ќе умреш. Видите како Бог го предупредува, како татко кој го предупредува, се разбира, својот син. Почитувани слушатели, Бог не познава и видовме. Бог не познава, тој многу добро не познава од кој да е било, па дури од ние самите. Тој подобро, се разбира, не познава. И затоа вели, ги знам делата ваши, ве познавам едноставно. Го познавам вашиот тајн и вашиот јавен живот. Ги познавам вашите активности, вашата работа и вашата, се разбира, зафатеност. Зошто блака Бог нели ни зборува во Светото Писмо? Бог те познава и тоа не смеш да го заборавиш. Пред да дојдеш на овој свет, тој те познаваше. Се што правиш, Бог знае. Бог го знае твојот јавен и таен живот. Бог ја познава твојата надворешност, но исто така
Бог ја познава и твојата, се разбира, внатрешност. Ќе отвориме заедно во книгата на Еремија, тоа е, се разбира, една старозаветна книга, книгата на пророкот Еремија. Ќе ја прочитаме првата глава и ќе видиме како Бог му зборува, се разбира, на пророкот Еремија. И еве што вели Словото Господово. Ми беше упатена Словото Господово, пред да те обликувам во утробата, јас те познав, и пред да излезеш од утробата, ја те посетив, те поставив за пророк над народите. Бог те познава. Бог многу добро те познава од тоа што можеш денеска, се разбира, да размислиш. Еве уште еден факт, има многу повеќе факти, библиски факти, каде Бог зборува дека многу добро не познава. Зошто? Затоа што ние од него произлегуваме и, се разбира, кај него се враќаме. Ќе отвориме во Евангелието на Јован 2 глава и ќе читаме од 23 до 25. И еве што ни вели Словото Господово. Кога беше во Ерусалим, на празникот Пасха, мнозина, гледајќи ги чудесата и знаците негови, што ги правеше, поверуваа во неговото име. Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите и немаше потреба никој да му сведочи за човекот, бидејќи Исус самиот знаеше што има во човекот. Не заборавај, Бог те познава. И тоа е многу битно и многу важно да го запазиш, дека Бог го познава твојот јавен и таен живот. Нема нешто што би можел да совкриеш, се разбира, од него. Бог те познава и затоа тој те предупредува. Оно што е многу битно и многу важно, какви чекори Бог презема, како Бог не напоменува или не опоменува. Еве повторно ќе се послужиме, се разбира, со зборот Божи. Ги знам делата твои. Бог те предупредува. Твоите активности, твојата работа, твојата зафатеност и твојот живот. Се знае Бог за тебе. Како што и напоменавме, сакам ова вечер да дадеме некои библиски примери. Еве ќе отвориме заедно во книгата Откровение и ќе видиме како Бог им се обраќа на 7 цркви, кои што се во Мала Азија, се разбира, денешна Турција. Ќе отвориме во првата глава, 16 и 20 стих ќе ги прочитаме. Значи, 16 и 20 стих ќе ги прочитаме. И еве што вели Словото Господово. Во својата десна рака тој држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сијае во полна сила. Потоа во 20 стих вели, ова е тајната на 7 звезди, што ги виде во мојата десница, а на 7 златни свекници. 7 звезди се ангелите на 7 цркви, а 7 цвекници што ги виде, тоа се 7 цркви. Зошто овие два стиха ги едноставно ги прочитавме? Затоа што сака Библијата да ни каже, всушност сака Бог да ни каже дека овие 7 цркви Бог ги држи за својата десна рака. И тој им зборува на сите 7 цркви. И кога ќе го читаме Словото Господово во 2 и 3 глава од книгата Откровение, ќе видиме како Бог ги укорува овие 7 цркви, но како и ги пофалува. Но ајде да видиме што вели, се разбира, Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Еве прво ќе одиме со Ефеската црква, Откровение 2.2. Да видиме што таму ни е запишено и како Бог и се обраќа на Ефеската црква. Всушност ќе забележиме дека Бог им се обраќа на сите 7 цркви во Мала Азија, денешна Турција. Со идејата да им каже дека јас ве познавам, јас ве знам, го знам вашиот живот, ја знам вашата зафатеност, вашата професија и така натаму и така натаму. Но ајде да го отвориме Словото Господово и да видиме што таму ни е запишено. И еве што вели. Ги знам делата твои. Интересно, она што првенствено Бог сака да им даде во знаење, дека тој ги познава, дека тој
ги знае. Ете така Бог и се обраќа на Ефеската црква. Ги знам делата твои. Потоа да видиме како Бог на втората црква, црквата Смирна, исто така како Бог и се обраќа. Втора глава, 9 стих од книга Откровение. Ги знам делата твои. Повторно во овие цркви, како што напоменав, 7 цркви, Бог на сите едноставно им зборува. Првенствено им дава во знаење, ги знам делата твои. Значи видовме Ефеската црква, црквата во Смирна. Еве ќе видиме во втората глава од книгата Откровение, 13 стих, да видиме како Бог и се обраќа на црквата во Пергам. Значи, црквата во Пергам. Исто така, втората глава, 13 стих. И еве што таму ни е запишено. Ги знам делата твои. Пред се што и Бог да му каже, тој им се обраќа. Ги знам делата твои. За да не може човекот да шпекулира. Па иако денеска покушува човекот да шпекулира, па дури и со Бог, покрај тоа што денеска едни со други си шпекулираме, се мамиме едни со други, се лажеме едни со други, ние дури се обидуваме да го излажеме Бог. Но Бог затоа им се обраќа на овие 7 цркви. Ги знам делата твои. Денес, оваа вечер, Бог ти се обраќа исто и тебе. Те познавам, ги знам делата твои. Го познавам твојот живот. Ги знам дури влакната на твојата коса. Ги знам твоите години. Го знам почетокот и свршетокот на твојот живот. Се знам за тебе. Ги знам твоите деца. Уште пред да имаш деца, јас ги познавам кои ќе бидат твоите деца, па дури и како се разбира ќе изгледат. Еве ќе отвориме понатаму се разбира во црквата Тиатир. Значи, црква Тиатир. И ќе видиме што таму навистина Господ изборува на оваа црква. Тиатир, втората глава, 19 стих. Еве што таму Господ изборува на Тиатирската црква. Ги знам делата твои. Потоа, ќе отвориме во црквата Сард, третата глава, првиот стих. И на Сардиската црква напише му, еве што вели оној кој ги има 7 звезди. Ги знам делата твои. Носеш име дека си жив, а мртов си. Потоа во црквата Филаделфија 3:8. Еве како Бог повторно зборува. Ги знам делата твои. И последната црква, тоа е всушност 7-та црква, Филаделфија, еве повторно како Бог им се обраќа во 15 стих. Ги знам делата твои. Повторно Господ им се обраќа на сите овие 7 цркви. Првенствено ги знам делата твои. Ако дома имате Библија, читајте ги 7 цркви кои се запишани во книгата Откровение и ќе видите како Бог едноставно се однесува и како тој им зборува. Ги знам делата твои. Почитувани слушатели, ја би сакал да ве оставам оваа вечер со таа мисла, со таа идеја, со тој збор Божие. Ги знам делата твои. Те познавам многу добро од кого е да е било, па дури од самиот себе си. Така да, Господ нека биде со вас оваа вечер, Бог нека ве благослови и се разбира се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер и Господ со вас.